Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Почитувани, продолжуваме со објаснувањето од првиот член од символот на верата. Минатиот пат зборувавме за создавањето на духовниот свет, а овој пат ќе зборуваме за создавањето на материјалниот свет. Создавањето на материјалниот свет го опфаќа создавањето на земјата, на Вселената, како и на целиот универзум. Според Библијата, книгата прва, Постанок или Битие, Бог го создал светот за 6 дена. Како Бог го создал светот? Одговорот е преку силата на својот збор и волја, создавајќи се од ништо. Он прво ја создал светлината, а потоа постепено ги обликувал Вселената, природата и живите суштества, завршувајќи го создавањето со човекот. Целата постапка околу создавањето за нас е неразбирливо и несватливо. Но она што за луѓето е невозможно, за Бога е можно. Во Евангелието според Матеј 19.26 и според Марко 10.27, Господ Христос им кажува на учениците дека со Божја помош се е остварливо, дури она што човечкиот ум го смета за невозможно. Библијата кажува дека Бог светот го создал за 6 дена. Зборот ден тука не се подразбира денови, како што ние го мериме времето денеска и ние знаеме за деновите. Во еврејскиот текст на Библијата е употребен зборот јом, што означува и период. Значи, Бог го создаде светот за 6 периоди. Колкави биле тие периоди, ние не знаеме. Според нашето мерење може да бидат години, па и векови. Да почнеме поред. Првиот ден Бог ја создал светлината. Еве како. Земјата беше безоблична и празна, и имаше темнина над бездната. Духот Божи лебдееше над водата. И рече Бог, нека биде светлина, и би светлина. И виде Бог дека светлината е добра, и ја оддели Бог светлината од темнината. Светлината Бог ја нарече ден, а темнината ја нарече ноќ. Потоа во вториот ден Бог го создал сводот небески, атмосферата, и ја разделил водата од земјата. И рече Бог, нека се собере водата што е под небото на едно место и нека се појави суво. И стана така. И сувото Бог го нарече земја, а собраните води ги нарече мориња. Откако ја развои земјата од водата, во третиот ден рече Бог, нека израсте од земјата зеленило, тревата и дрвјата. Така Бог го создаде целиот растителен свет, растенијата кои растат и се множат, но не се подвижни. Науката вели дека на земјата постојат околу 350.000 врсти растенија и дека само на земјата има услови за живот. Во четвртиот ден Бог ги создал сите светила на сводот небески, што ќе ја осветлуваат земјата, за да го делат денот од ноќта и да бидат знаци и за времињата, и за деновите, и за годините, и да светат на сводот небески, за да ја осветлуваат земјата. Бог даде 2 големи светила. Големото светило го нарече сонцето, и да управува со денот, а светилото помало, месечината, да управува со ноќта. Он создаде и звезди и ги постави на сводот небески, да ја осветлуваат земјата и да управуваат со денот и со ноќта и да ја разделуваат светлината од темнината. Науката вели дека постојат милиони звезди, многу поголеми од земјата,
од кои со голо око можат да се видат само околу 3000. Небесата ја објавуваат славата на Бога, а за делата на рацете негови известува сводот небески, вели Псалом 18:1. Се поставува прашањето: како Бог во првиот ден ја создал светлината, а во четвртиот ден ги создал небесните светила? Толкувачите на Библијата објаснуваат дека на почетокот земјата била обвиткана во густа магла и облаци. Светлината од првиот ден продирала низ атмосферата, но самите небески тела не биле видливи. До четвртиот ден атмосферата се расчистила, овозможувајќи им на сонцето, месечината и звездите физички да се појават на небото. Од друга страна, самиот Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Бог беше светлина во првите 3 дена од создавањето, исто како што ќе биде светлина и на новите небеса и на новата земја во вечниот живот. Во книгата Откровение 22:5 се веди: ноќ нема да има повеќе, нема да им треба светлина од светилка, ниту светлина од сонцето, зашто Господ Бог ќе им даде светлина. И ќе царуваат во вечни векови. Додека не ги создаде сонцето, месечината и звездите, Бог чудесно обезбедуваше светлина во текот на денот, а може би го правеше тоа и во текот на ноќта. Книга Постанок 1:14. Господ Исус Христос веди: јас сум светлината на светот. Кој врви по мене нема да оди во темнина, туку ќе има светлината во животот. Јован 8:12. Многу поважна од светлината на денот и ноќта е светлината Божја, односно Бог, кој им дава вечен живот на сите што веруваат во Него. Оние пак што не веруваат во Него ќе бидат одсудени на надворешна вечна темнина, каде што има плач и крскање со заби, запишал евангелистот Матеј во 8 глава 12 стих. Во 5-тиот и во 6-тиот ден Бог наредил да се создадат разни суштества, добиток, големи риби, секаков вид животни, влекачи, лазачи, живи суштества и птици да полетаат над земјата под сводот небески. И ги благослови Бог велечи: плодете се и множете се и наполнете ја водата во морињата и птиците нека се множат на земјата. Господ ги создаде животните кои имаат способност да растат, да се множат, да се движат и да чувствуваат. Тие немаат разум, ниту слободна волја, ниту пак дар за зборување. Науката вели дека на земјата постојат околу 1 милион врсти на животни. Сите созданија Бог ги одржува и на разни начини ги упатува кон доброто, особено човекот, на кого му даде власт да управува над земјата, над растенијата и над животните. Бог не само што го создал светот и човекот, туку Он го одржува, грижејќи се управува со него. Бог сака да ја сподели својата љубов и богатство со другите суштества и да им ги исполни со радост, и затоа доброволно од ништо создаде се што е видливо и невидливо. Ние луѓето денеска, покрај развиената технологија, не создаваме ништо, туку само го преработуваме веќе создаденото. Ниту една капка вода не можеме да создадеме или да произведеме без она што веќе е создадено и што постои. Сите созданија имаат белег на својот Создател Бог. Амин.